Пред да замине во Лондон на самитот на НАТО, председателот Доналд Трамп ги обвини демократите во Конгресот дека се обидуваат да го посрамотат пред другите лидери на Алијансата со тоа што за оваа недела закажале расправа за неговиот импичмент. Во Лондон пак тој на средбата со канадскиот премиер Џастин Трудо изјави дека измамата во врска со импичментот не води никаде. The Republicans have never been stronger, never been more unified. The Democrats have gone crazy. Во исто време во Вашингтон е објавен извештајот на Комитетот за разузнавање на Претставничкиот дом за истрагата за импичмент на Трамп. Истрагата за отповикување покажа дека Трамп лично или преку агенти внатре и надвор од владата се мешал во работи на странска држава, Украина, во корист на својата кампања за председателските избори, пишува во извештајот. Председателот на комитетот, демократот Адам Шиф, изјави дека Трамп го попречувал текот на истрагата. We don't have all of the answers, but we do know this without any doubt, and that is the President of the United States solicited foreign interference in our election and used the power of his office. Во извештајот се прецизира дека Трамп ја условил поканата за посета на украинскиот председател Володомир Зеленски на Белата куќа, како и војната помош за Украина со покренување истрага поволно за него во кампањата. Белата куќа веднаш извештајот го оцени како измама, наведувајќи дека немало никакви докази против Трамп. Извештајот само сведочи за фрустрацијата на демократите, рече портпаролката на Белата куќа Стефани Гришам. За денеска е предвидено Комитетот за правосудство на Претставничкиот дом да одржи расправа за уставните основи за импичмент. Во меѓувреме, Трамп повтори дека тој исклучиво е фокусиран врз постигнување победи во домашната и надворешната политика, вклучително и во обновата на НАТО.